Македонија не само што нема ефикасен систем на планинско спасување, туку нема ни закон. Ова исклучително сензитивна дејност во нашата држава институционално не е решена. Планинското спасување воопшто не е прецизно дефинирано. Во земја каде што 75% од површината се планини, каде што најголемиот дел од имиџот кај туристите дека ќе дојдат кај планинарат, да немаме организирано планинско спасување е повеќе од катастрофа. Импровизација со квалитетот и со безбедноста во планинарењето може да го уништи имиџот на дестинацијата. Имаме центри со најсовремена опрема и кадар обучен според препораките на Меѓународната комисија за алпско спасување, но тоа не значи ништо ако спасителите немаат јавни овластувања. Еве пример ќе ви кажам, просто во моментот е активиран бројот 112, така кој што е број на целата територија. Ако некој се јави во моментов со проблем на планина, едноставно системот 112 нема конкретен одговор, нема протокол каде треба да се обрати. Како држава не освести нити трагедијата што се случи на Кајмакчалан пред 4 години, кога загинаа младите планинари Калина Велевска и Александар Миновски. За несреќата никој не понесе одговорност. Случајот тапка во место, што за странците е непоимливо. Треба се покренути некакав поступак. Ако да мени нетко настрада, ја би... Треба да се покрене постапка. Мене некој да ми настрада, јас правдата би ја барал на суд. Би барал да се посочи виновникот. Судот мора да каже кој е крив. На улица имате сообраќајни знаци. Знаете дека на семафор се застанува. Знаете што значи стоп. Ако ги тргнете тие знаци, тогаш ќе биде хаос. Истото е и на планините. Вие мора да се погрижите за сигурноста. Кога некој ќе одговара, тогаш луѓето ќе се подзамислат и ќе речат во ред. Што можевме да промениме? Трагедијата се случи поради системски пропусти на секој ниво. Се додека не дефинираме закон за планинско спасување и не ги дистрибуираме одговорностите, не дефинираме кој за кој сегмент ќе биде одговорен, ние нема да имаме ефикасно планинско спасување, вели Костадин Циривиди од Националниот сојуз за спасување на планина.